Напуштањето на физичкиот свет е една од најголемите тајни за човештвото. Смртта како своевидна противречност, толку таинствена и скришна, а истовремено толку видлива и присутна. И во оваа поимска колизија се напластуваат емоционалните животни слики. Моменти кои се конзервирале во сеќавањето, зашто човекот е битие кое се сеќава. Човекот е создаден од љубов и за љубов. Во него пребива Божјата милост преку на нам познатото. Постојам значи љубен сум. А таа љубов не е лимитирана со времето и просторот, на земниот свет, туку во безвременоста на невечерниот ден. Во својата почетност од безпочетниот, човечкото битие има свој крај, но само телесен и трулежен, додека душата ќе замине во преградките на Создателот. И во сета своја паднатост и слабост, една од најтешките работи за човекот е да ја прифати сопствената минливост, а може уште повеќе минливоста на своите најблиски. Еден од предизвиците кој сведочи за вербата и довербата во Бог е прифаќањето на смртта, но не како нешто конечно и не дај Боже помирување со судбината, туку напротив, како враќање во својата вистинска природа. Нема човек кој што е способен да остане рамнодушен при самото изговарање на зборот смрт или воопшто идејата за смртта, и тоа е природно и прифатливо, во намера во која што ниту еден човек не може да ја прифати смртта, сопствената смртност како исчезнување, идејата воопшто за исчезнувањето. Или пак од друга страна не може да биде рамнодушен кон својата сопствена смрт, реалноста на умирањето, ниту пак ако се разбере смртта како исчезнување, на тој начин да гледа на смртта на било која личност која што ја љуби. Тоа што се однесува до поимот смрт и тоа што нема нешто што повеќе би го вознемирило современиот човек или било кој човек од реалноста на умирањето, и тоа е некако природно од аспект на верата и на сето она во што ние веруваме, а се што гледаме ние во црквата и овој свет и самите себе, па и гледаме и во очи на смрт од перспектива на Христовото воскресение. И реалноста на постоењето на секој христијанин е токму во таа реалност на Христовото воскресение и на победата над смртта. И ако сакате, не е воопшто дрско да се рече дека реалноста на постоењето во рамките на христијанството е своевиден бунт против смртта, заради тоа што не сме создадени за смрт и за умирање, туку за живот. И затоа е невозможно некој да се помири со оваа биолошка реалност на согласно паднатата природа која што ја живееме, но Христовото воскресение и постоењето во црквата ни дава една поинаква перспектива и смртта станува за нас само премин кон живот вечен. Отаму и црквата се сеќава на своите упокоени. Кога велам црква, премногу сувопарно се разбира овој збор, кога ние велиме црква и ја разбираме црквата како богочовечки организам. Има личностна димензија заради тоа што црквата е собор на личности соединети во личноста Христова, во тајната на црквата. И затоа во црквата никогаш смртта не ја разбираме онака како што ја разбира светот. И затоа на гробовите црквата гледа како на места каде што ќе започне и ќе се објави вистинскиот живот. Затоа и во символот на верата
така читам и така го завршуваме, го чекам воскресението на мртвите и животот на идниот век. Затоа и нашите гробови гледаат кон исток во исчекувањето на тоа ветување Христово, дека во денот негов мртвите ќе го слушнат гласот негов и ќе оживеат. И тука воопшто не станува збор за некаков култ на мртвите или кон мртвите, колку и да сака некој да зборува и да го представи така односот кон гробовите на православните христијани. Секако е дека има девијантни форми и во тој однос, но црквата има култ на животот и култ кон живите. Оти во Бог нема мртви, сите се живи. И тоа се гледа во односот на црквата кон упокоените. Повторувањето на секојдневните ритуали со упокоените сакани личности не е ништо друго туку непомирување со реалноста, несообразување со вистината и вистината Христос, вистинскиот живот на самиот живот. Божествената меморија е на вистина живототворна и ова живототворно споменување е дадено на црквата како неизин темел, како неизин живот. Таа е дарувана на црквата затоа што црквата е телото Христово, затоа што ние сме членови на неговото тело, на неговата плот. Правете го ова во мој спомен, рекол он. Спомнувањето или сеќавањето нас на тоа не потикнува љубовта. Заради тоа што личности кои што ги љубиме, тие станале составен дел од нашиот живот. И тие живеат се додека ние живееме, но сеќавањето или спомнувањето на нашите упокоени нема суштинско значење за нивната вечна екзистенција. И кога зборуваме за спомнувањето на црквата и во црквата за упокоените, во рамките на таа богочовечка димензија на постоењето на црквата и во рамките на она спомнување на упокоените кое што црквата го прави, Бог си спомнува за секој упокоен. Тука веќе зборуваме за едно поинакво спомнување, тоа спомнување има суштина. Оти кога Бог се сеќава на некого, Бог си спомнува за некого, тој му дава постоење. Затоа е важно, исклучително важно спомнувањето на имиња и на живите и на упокоените во црквата. Затоа и оној наш восклик со песна на гробовите вечна ја памјат, не се мисли пред се ние да се сеќаваме на упокоените, туку пред се Бог да си спомне за нив и Бог да се сеќава. Тоа сеќавање или тоа спомнување во исто време и постоење во љубовта Божја, во сеќавањето Божјо. Литургијата е обединување на сите нас во Христа, во живиот Бог, а тоа значи во неговиот воскреснат и бесмртен живот. Во раната црква нема специјални служби за упокоени, не затоа што црквата ги заборавила нив, туку затоа што целиот неизин литургиски живот, почнувајќи од празнувањето на Господовиот ден како 8 ден, денот по денот на смртта, истовремено прв ден на неговото создавање, представува празнување на победата над смртта, или поточно над смртта како поделба. Евхаристиската димензија, Евхаристијата на црквата, литургијата на црквата е всушност собор на сите охристовени личности, на оние кои што се крстиле во Христа, и на живите, и на упокоените, и на светите, и на праведните, и на грешните. И литургијата на црквата е икона на Царството Божјо и пројава на Царството Божјо во овој свет. И токму во литургијата на црквата треба да ја бараме суштината на спомнувањето, на сеќавањето на нашите упокоени, што е воедно и тема на ова ваша емисија или документарен филм кој што го правите, односно за душницата и оние годишни помени кои што црквата ги одредила кога се сеќаваме на нашите упокоени. Пред се тоа сеќавање треба да се одвива во литургијата на црквата. Не велам дека не е важно да се отиде и на гробот, но гробот и смртта не се оската околу која што се одвива животот на христијанинот. Неопходно е да се тоа сеќавање да се случува во црквата, тоа спомнување да се случува во црквата. И кај нас во Струмица постои банализирање на тие годишни помени заради тоа што
речи си никого и не гледаме да отиде на литургија, сите се упатуваат кон гробовите. Или ете во една обична недела поголем е бројот на луѓето кои што одат на гробиште од оние што одат во црква. Гробот е место каде што упокоениот го чека воскресението, но неговото постоење, суштината негова на човекот е кај Бог, а Бог се пројавува и заедничари со човекот единствено во црквата. И во ваквиот совршен личностен однос со Бог банално изгледаат распосталените чаршави, порциите, храна и пијалоци, кои како да ја сквернават љубовната димензија, во чија што светлина пребиваат упокоените души. А видите, во тој целокупен однос кон храната и воопшто кон материјалното постоење, не гледам ништо друго, туку една особена глад и жет за Бог, за Божјата љубов и за Божјата милост. Несомнено, оваа традиција на нашиот православен народ да се подготвува храна за време на годишните помени на нашите упокоени, секако дека има корен во православието. Но она што го гледаме денес е дефинитивно едно упропастување на оној автентичен изблик и на она автентична и оправдана форма. Сосема искривено едно практикување на верата. Ние подготвуваме храна или било што треба да споделиме на тие денови, да им помогнеме на сиромашните и да го дадеме на сиромашните како милостиња и на тој начин да ги замолиме, помагајќи им и давајќи им го оно што имаат потреба, безгласно да ги замолиме и тие да се помолат за нашите упокоени. Што е погрешно? Суштински е погрешно да очекуваме дека нашите упокоени имаат потреба од јадење и од пиење, а згоре на тоа и се остава храна, се остава пиење на гробовите. Тоа е едно искривено сваќање на реалноста на Царството Небесно. Царството Небесно не е ниту јадење, ниту пиење. Во Царството Небесно на нашите упокоени ништо не им недостасува, заради тоа што Царството Божјо е радост во гледањето на лицето Божјо, пребивање во славата Божја, заедничарење или учество во љубовта Божја, учество во животот. Така што, тоа е во едно апел до сите наши верни чеда на црквата православна, да ја продолжи традицијата на нашите православни предци, да се подготви храна, но да не се носи на гробовите. Апсолутно, на гробот, освен пченицата, која што е символ на воскресението и виното, што е единственото нешто што е потребно за оној чин молитвен, кој што го прави свештеникот на црквата, ништо друго. Сето друго е вишок. Тоа им е потребно на оние што се гладни, на оние што се жедни. И еве тоа е во едно апел. Ако сакате онаа храна која што сте ја подготвиле од љубов кон нашите покојни, да заврши таму каде што треба, еве постои Елеуса фондација која што на одредено место секојдневно ги храни гладните и жедните, или едноставно земете ја таа храна и однесете ја кај оние луѓе за кои што знаете дека има потреба. Местото не е на гробовите. Ако веќе се собираме на гробовите, таму треба да се помолиме и да му заблагодариме на Бог и со љубов да се сеќаваме на нашите упокоени. Природно и нормално за секој од нас да се моли за оние што ги љубиме, оние што ни недостасуваат, оние што во овој свет се одделени од нас со смртта. Оваа лична молитва ја има истата природа како и соборната молитва на црквата. Тоа е истата љубов, истото општење, истото споменување со еден збор стремеж да се надмине смртта како поделба. За нас е сосема природно да ги споменуваме нашите мили упокоени, посетувајќи им ги гробовите, одбележувајќи различни денови на спомен, но исто така да бараме црквата да се моли во тоа време за нив заедно со нас.